За денеска ќе излезам малку од онаа серија на предавања за Троангелската вест, иако и оваа вест и ова што денеска ќе го изнесам не е ништо нити ново, нити пак нешто надвор од веста за последното време, затоа што Троангелската вест е вест за последното време. Темата ја насловив како отворена и затворена врата. И ќе започнеме со еден цитат, кој што се наоѓа во едно списание кој што на времето се печатело, Youth Instructor или инструктор за млади, од февруари 1. 1894 година, кој што цитат гласи вака: Господ чува сметка на цели нации и на поединци. На нациите, како и на поединците, се разбира, им дава одреден период на проба и им нуди докази за своите барања, за својата превласт и ги осведочува за своите закони. Сето ова го прави за да безбожните нации не бидат уништени, а да претходно не бидат предупредени и не им биде понудена светлина. Но, откако ќе им даде доволно докази и светлина, ако тие и понатаму проложат во својата дрскост и непослушност кон него, тогаш, кога ќе се исполни чашата на беззаконието, Господ го презема случајот во своји раце и нема повеќе одложување на неговите судови. Знаеме дека Библијата ни кажува во 2 Петрово дека не се бави Господ со неговото враќање, Христос со неговото доаѓање, туку тој е долго трпелив и чека да се покаеме, да се покајат цели нации, значи многу народи на оваа земја. Господ е милостив, но неговата милост има крај. Значи не е бесконечна. Ико не љуби со љубов која што е навистина бескрајна и која што е тешко сватлива за нас и неописива, сепак милоста негова, колку и да е долга, колку и да е тој долго трпелив, сепак има свој крај. Знаете, денеска некако има тенденција во христијанскиот свет да многу повеќе се истакнува таа страна од Господа, од неговиот карактер, значи милоста, трпеливоста, љубовта, но сепак, како што читавме и од пулката, поготово во Наум, оние стихови, сепак таа милост има крај и Господ еден ден ќе се одмазде, односно ќе мора да стави точка и крај на греот на беззаконието. Како што тоа го гледаме и до овој цитат, значи и за поединци, и за нации, ќе видиме и за целиот свет од случајот со Ное, па и за цркви, Господ дава време на милост и време за покаяние и поправка, но ако се продолжи во гревот, се продолжи во непокаяние, тогаш стигнува и соодветна казна. Да видиме најнапред како било во Ноево време. Сите ние знаеме од она што го читаме, дека Господ понудил, читаме во 6 глава Битие, или 1 Мојсеева 3 стих, време од 120 години милост. Тогаш Господ рече, 6 глава 3 стих, мојот дух нема да остане довека од човекот е телесен, па векот нека му биде 120 години. Господ дал доволно светлина на тој предпотопен свет. Баш изутринава рачунав, мислев дека се 8, односно биле 9 генерации живееле во исто време. Адам бил се уште жив, кога Енох се родил. И уште малку фалело да го доживее оној момент кога Енох бил земен жив на небо. Не е малку, баш 100 и нешто години, меѓутоа 9 генерации кои што усно ја пренесувале веста, надежта за спасение. Знаете, уште во 1 Мојсеева 3.15 се дава она прва вест за надеж, дека не е се безнадежно, дека има решение за греот, за беззаконието. И тоа го пренесували и Адам и сите негови потомци, реков 9 генерации овде се опрашани, кои што живееле. Дури и Матусал, кога се родил.
дедото на Ное, Адам се уште бил жив. Знаете дека 930 години живеел. Матусала е оној кој што најдолго живеел, и тоа со причина. Живеел 969 години, знаете зашто? Со причина, велам. Сега еднаш зборувавме за тоа. Самото име Матусал значи ќе умрам кога ќе се случи. А што ќе се случи? Матусал живее и умира во годината на потопот. Сега не знаеме точно, може би месец дена, може би неколку дена пред самиот потоп, меѓутоа Матусал бил живо сведоштво. И Господ го поживеал толку долго за да се исполни и тоа. Значи тој бил живо сведоштво меѓу останатите кои што сведочеле и Ное, самиот Ное, заедно со својот дедо сведочеле. Ное почнал да гради брод. 120 години Господ го избрал како вестник кој што треба да ја однесе таа вест на надеж и спасение на тој предпотопен свет. Но таа негова вест, значи покрај сите тие сведоштва, покрај целата таа светлина, таа негова вест била исмевана. Сега да читаме во Патриарси и пророци на многу други места во списите на Елен Вајт. Луѓето во тогашниот свет се обидувале научно да докажат, не им било веројатно тешко да кажат каков дожд, каков потоп, тоа никогаш не било, нема ни да биде. Немало дожд, знаете тогаш. И покрај сета таа светлина, дури се случува и следнава сцена, 7 глава, Битие 16 стих. Се што влезе беше двојка, машки и женски пол од сите суштества, како што Бог му нареди на Ное. Што се случува пред целиот свет? Две по две во парови влегува се од животинскиот свет што постоело. И сите тоа го гледаат, сведоци се на тоа. И дури и на тоа барале некоја научна потврда. Да ме кете, тоа се случува од тие причини. Не го гледале тоа како можеби последна шанса за да се покајат и за да влезат на поканата на Ное, на Господа всушност во бродот и да се спасат. Ни тоа не било доволно. И истиот тој стих 7.16 завршува: тогаш Господ, откако влегле животните, Ное веќе бил со своето семејство внатре, што вели, ја затвори вратата зад него. Значи, предходно, како што Бог му нареди, значи, на Ное, и откако и Ное влегол, Господ ја затвори вратата зад него. Не ни биле свесни воопшто луѓето во тогашниот предпотопен свет дека всушност ова било затварање на вратата на милоста за нив. Иако уште 7 дена нема да капне дожд. Но тоа било крајот на милоста за тој цел предпотопен свет, значи станува збор за целата планета, за целиот животински свет и луѓето пред се, вклучувајќи ги на планетата Земја. Господ трпел, но не можел да трпи вечно. 120 години, како што рековме, имало доволно светлина, имало живи сведоци, но сепак луѓето истрајале во своите греови и вратата се затвори. Доаѓаме кај Содом. Господ бил милостив кон овој град, сега станува збор за град, и Гомор, два града. Преку Аврама имале доволно светлина. Знаете, Аврам секаде кај што одел и секаде подигал жртвеник, кај што принесувал жртва на Господа. И не само тоа. Во Битие 14 глава, Битие, значи прва Мојсеева 14 глава, знаете кога Лот ке го земат во заробеништво и не само него, него целиот негов имот, оние 4 цара. И замисли си, Аврам со само 318 своји луѓе ќе успее да го ослободи. Зарем тоа не било сведоштво исто така за тогашниот свет, дека Господ е со нив? Еве, читаме во Битие 14 глава од 11 стих. Победниците вели ги зедоа сите богатства на Содом и Гомор и сета нивна храна и си отидоа. Го зедоа и Лот, Аврамовиот внук од брат, кој живееше во Содом и целиот негов имот и си отидоа.
А еден што се спаси брат Есхолов и Аванов, Аврамови сојузници, му ја соопштија веста на евреинот Аврам, кој живееше при Дабот на Амориската Мамра. Кога Аврам чу дека е заробен неговиот внук, ги собра своите момчиња родени во неговиот дом, 318 обучени мажи, ги вооружа и тргна во потера до Дан. Замислите си ја потерата против 4 цара, со сета нивна војска. Ги подели своите момчеви во две групи, ги нападна ноќе и ги порази. Ги гонеше до Хова, северно од Дамаск, го врати целиот имот, го врати својот внук Лот со сето негово богатство и жените и мажите. Има ли овие градови доволно сведоштво, доволно светлина? Но, дори Господ ќе прати и ангели, и што се случува? Пасти самиот Лот, предходно, значи, самиот Лот бил сведоштво, самиот Лот бил праведник, Светото писмо кажува за тоа во второ послание Петрово, второ Петрово послание, 7 и 8 стих. Втора глава, значи, второ Петрово, втора глава, 7 и 8 стих. Библијата вели, ако го избави праведниот Лот, кого го мачеше развратниот живот и беззакониците, мака е за еден праведник да живее во еден таков град, среде големо беззаконие. Зошто овој праведник, живеејќи меѓу нив, ја измачуваше од ден на ден својата праведна душа, гледајќи ги и слушајќи ги нивните беззаконски дела. Лот бил сведоштво исто така. И наистина во големи градови, како што тогаш, за тогашни услови биле Содом и Гомор, беззаконие имате во претек. И пред се, знаеме дека оној карактеристичен греф на Содом, многу одговара, самото писмо вели дека ќе биде како во времето на Ное, последното време, како во времето на Лот. Какво време било времето на Лот? Пошто бил карактеристичен Содом? Не само по Содомија, него и она што денеска толку многу сака да ни се угутоли во глава дека ете било природно, дека треба да се толерира и да се прифаќа хомосексуалност. И дури и двата ангела кои што Господ ќе ги прати, можеле да бидат лесно да станат жртва на такви хомосексуалци, ја знаете ситуацијата. И што се случува значи сега отваряме 18 глава Битие. Односно 19 глава. 9 стих. Откако Аврам ќе им каже, немојте да им правите ништо зло. Се извинува Лот. Од 9 стих. Тие му велат, значи целата толпа на народ се собра. Отстапи од таму, рекоа, дојде како придојденец, а веќе се поставуваш како судија. Видите, Лот им бодел очи. Како што на крајот на времето и отсекуваш, на грешниците им бодат очи праведниците. Оние кои што живеат по Божја волја. Оние кои што го осудуваат гревот. Дојде како придојденец, а веќе се поставуваш како судија. Сега ќе ти сториме тебе поголемо зло отколку ним. И се засилија кон човекот Лот. И се нафрлија на вратата за да ја скршат. Тоа што се случува? Тогаш двајцата ангели ги испружија рацете надвор, го повлекоа Лот при себе и ја затворија вратата. Не биле свесни содомјаните дека ова всушност било затварање на вратата на милоста за нив. Крај, готово. И ти потоа се обиделе да ја скршат вратата, вели и луѓето пред вратата, млади и стари, се туркале, буткале, меѓутоа ги заслепија, ангелите ги заслепија со блесок, так што не можеа да ја најдат вратата. Ова било крај за Содом. Потоа само следи екзекуцијата. Во истата глава, тамо 24-28 стих читате, кога Господ од небото истура оган и сулфур помешани. И ги спалува овие два града. Заради нивното беззаконие, заради нивната непокаяност, вратата Господ ја затворил, иако толку бил многу трпелив. И светлина имале доволно,
биле доволно сведочени и преку Аврам, преку животот на Лот, но не се покаяле. Ова е, значи, судот и затварање на вратата на милоста над еден град, односно два града во случај. Сега да видиме над една цела нација, во случај Вавилон. Отвараме во Данијел, книгата на пророк Данијел во 5 глава. Во времето на царувањето на Валтазар, сеќавате онаа рака, која ќе ги напише оние зборови мене, текел уфарсин на зидот, па Валтазар бил поучен да го викне Данијел, за тој да му протолкува, да го протолкува значењето на овие зборови. Господ бил трпелив и кон Вавилон. Многу светлина имале и Навуходоносор, знаете што се случило со него. Било сведочен за дека Господ е тој единствен жив Бог, кој што менува цареви и владее на целата вселена. Но Валтазар, односно, понатаму Вавилон продолжил со она што го правил беззаконието. Дури се вели овде во 5 глава дека ги зеле, значи посадките, садовите, кои што биле од светилиштето и ги користеле за несвета употреба. Пиеле вино, пирувале. Доаѓа последното предупредување од Господа и Данијел му кажува, му го протолкува ова на Валтазар и му вели во 5 глава од 25 до 28 стих. Читаме, односно од 18 првен стих. О, цару Всевишниот Бог му даде царство, величина, чест, слава на Навуходоносор, твојот татко, го подсетува на Навуходоносор, неговиот случај, заради величината што му ја даде трпереа од страв пред него народите, племињата и јазиците, тој убиваше според својата волја, го оставаше во живот кого што сакаше, го возвишуваше кого што сакаше, го понизуваше кого што сакаше. Но кога срцето му се издигна и духот се ожесточи до дрскост, тогаш беше оборен од својот царски престол и славата му беше одземена. Беше протеран од човечкото општество и неговото срце стана слично на животинското, престојуваше со диви ослици, јадеше трева како вол. Небесната роса го миеше неговото тело, доека не осозна дека Севишниот Бог има власт на човечкото царство и дека го става на чело оној кого што тој сака. Но ти, Валтазаре, можеше да се поучиш од искуството на Навуходоносор, сине негов, не го понижи своето срце, иако го знаеше сето ова. Знаете, човек колку повеќе знае, колку повеќе светлина има, толку поголема одговорност има исто така. Валтазар и покрај ова, сепак се возгордел, се возвишил до дрскост. И потоа читаме од 25 стих. И еве што е напишено, толкувањето. Мене текел уфарсин. А тие зборови значат, мене Господ го измери твоето царство и му стави крај. Доста беше, толку е. Господ е милостив, но има крај. Текел беше мерен врз мерилка и си најден прелесен. Уфарсин, твоето царство е разделено и им е предадено на мидијанците и на персиците. И истата таа вечер, екзекуција, доаѓа Дари и го презема царството. Крај за Вавилон. Цела една нација. Господ е милостив. Господ праќа доволно светлина, предупредувања. Но ако упорно продолжуват, цела нација, град, цел свет, целиот жив свет во ново време. И исто така и за поединци. Ако упорно продолжувате во беззаконието, тој ќе дојде казната. Да се присетиме на Ерусалим. Зборувавме во темите што ги имавме претходно и за целата израелска нација, како тоа тие станале блудница. А да не зборуваме за тоа колку тие имале светлина. Самиот Ерусалим, значи ова е, одиме малку пред паѓањето на Вавилон, казната што Ерусалим ќе ја доживее токму со рушењето на храмот и паѓањето на цела една нација под робство, под Вавилон,
Значи, Господ Вавилон еднаш ќе го искористи како казна за Божиот народ, а потоа и на самиот тој Вавилон ќе му дојде крај, затоа што упорно продолжуваат во беззаконие. Читаме и отвараме во втора книга Летопис или втора книга Дневник, за да видиме, да прочитаме за Ерусалим. Втора книга Дневник, 36 поглавје, или тоа ќе му дојде четврта книга Цареви во оној превод, ако го имате. Втора книга Дневник или Летописи, значи 36 глава, 15-16 стих. Господ Бог на нивните татковци испракеше кај нив рано своји гласници, ги пракеше постојано. Постојано Господ праќал гласници, пророци, опомени, зашто му беше жал за својот народ и за своето живеалиште. Мисли на храмот, нормално. Живеалиштето, престојувалиштето. Но тие им се подсмеваа на Божите гласници. Истата слика како во Ноево време. Пред се на Еремија, на Езекијел, кои што живееле во тоа време и ги предупредувале. Знаете што му се случувало на Еремија. Но тие им се посмеваа на Божите гласници, презирајќи ги неговите зборови, подигрувајќи се со неговите пророци, доека не се подигна Господовата јарост против неговиот народ, та веќе немаше лек. Страшно е да се подигрувате и да се подсмевате на Божиот гласник и на веста што тој ја дава. Веста која што треба да ве разбуди, која што треба да ве доведе до покаяние и до спасение. Тие ја преминале мерат. Знаете, јас неодамно имав искуство во Штип, каде што цитирав цитати од Духот на пророштвото и бев при тоа исмејан, како да јас виц читав во моментот, а не јасни цитати по одредена тема. И доаѓа екзекуцијата. 17 стих. Го доведе против нив халдејскиот цар, кој ги стави под меч нивните младинци во домот на нивото светилиште, не поштидувајќи ги ни младецот, ни девојката, ни старецот, ни немокниот. Крај на милоста. Значи, Летописи, втора книга Летописи, продолжувам само. Читав 36-та, последната глава од втора книга Дневник или Летописи. Значи, 17-18 стих до 19. Го доведе против нив халдејскиот цар, кој ги стави под меч нивните младинци во домот на нивото светилиште, не поштидувајќи ги ни младецот, ни девојката, ни старецот, ни немокниот. Се му предаде во рацете. Сите посадки на Божиот дом, големите и малите сокровиште, то на Господовиот дом и царевото благо, богатството на неговите кнезови, се однесе во Вавилон. Кој изгорија Божиот дом и го соборија Ерусалимскиот зид и ги уништија сите негови скапоценности. Дали беше поинаку во Новиот Завет со еврејската нација? Да отвориме сега во Матеј 21 глава. Сеќавате на онаа парабола што Исус ќе ја каже со лошите земјоделци. 21 глава Матеј од 33 стих ќе читаме. Чујте друга приказна. Беше еден домакин кој наседи лозија, го загради со плет и ископа во него точило, изгради чуварница и им го даде под наем на земјоделците и си отиде. А кога наближи времето на плодовите, ги испрати своите слуги при земјоделците, значи домакинот ги испраќа слугите, за да го приберат плодот, родот. И земјоделците ги фатија неговите слуги, едниот го бија, другиот го убија, а третиот или другиот, вели овде, го каменуваа. Пак испрати други слуги повеќе од првите, но и со нив направија исто. Најпосле го испрати својот син. Велејќи, ќе се засрнат од мојот син. Но, земјоделците кога го видоа синот, си рекоа меѓу себе, ово е наследникот. Ајде да го убиеме и да го присвоиме неговото наследство. И го фатија, го изфрлија надвор од лозието и го убија.
На што кажува оваа парабола? Многу не е јасно на што. Ги убиваа пророците, ги каменуваа, на крајот дојде и синот Господов, и него го изфрлија надвор, го убија, надвор од градот. И тоа не беше крај, го убија Христа, но тоа не беше крај на милоста, се сеќавате милоста до кога трае, оние 70 години за мојот народ, како што вели во Данило 9 глава. До 34-та година, уште 3,5 години се до каменувањето на Стефан, Господ пружа време на милост, им дава време на милост за да се покајат. Но и Стефана ќе го убијат, исто како е еден куп претходно слуги, како што читаме во параболата, и како и Божиот син ќе го каменуваат, и Господ е се уште милостив. Зошто го велам ово? Па кога е уништен Ерусалим? 70-та година. Уште цели, колку имате тука? 36 години уште. Господ чека. Господ е милостив. Но при тој и кажал што ќе се случува во 23 глава Матеј, сега отворите. Од 32 стих. Што им вели? Исус, и вие ја дополнивте мерата на вашите татковци. Сеќавате претходно цитатот кој читавме, дека Господ чека, кој ќе се исполни мерата на беззаконието, тој превзема се во своји раце, доаѓа казната. Вели, вие ја дополнивте мерата на вашите татковци, змиски породи, како ќе побегнете од судот на пеколот? Затоа, еве, јас ви праќам пророци, мудрици и книжници. Вели, ќе продолжам да ви праќам. Од нив едните ќе ги убиете и расмете, а другите ќе ги бичувате во вашите синагоги и ќе ги гоните од град до град. 23. Во моментов 34-тиот го читам. 35-тиот. За да дојде врз вас сета праведна крв, пролејана на земјата, од крвта на праведниот Авел до крвта на Захарија, синот Варахиин, кој губивте меѓу храмот и жртвеникот. Губиле во светилиштето. Убиство во Божиот дом дори. Вистина велам, сето тоа ќе дојде врз ова поколение. Во Лука 19 глава, од 41, ако се приближи кон Ерусалим, стано збор за Исус, го виде градот, заплака за него и рече: кога и ти би узнал, дури барем во овој твој ден, што е за твојот мир, но сега е сокриено од твоите очи. Зашто ќе дојдат денови за тебе, кога твоите непријатели ќе те обкружат со опкопи, ќе те опколат и ќе те притеснат од сите страни, и ќе те срамнат со земјата тебе и твоите деца во тебе, и не ќе остане во тебе ни камен на камен, зашто не го позна времето кога беше посетен. Ова е пресудата, екзекуцијата доаѓа дори во 70-та година. Господ се уште пружа милост, значи, на цела една нација. Но, како што вели еден стих, таму дали беше во проповедник, точно не се сеќавам или во пословици, дека колку што деновите на човекот се продолжуваат, толку повеќе се зголемува беззаконието. Еве што пишува во големата борба се Елен Вајт. Иако го расмале, го убиле Божиот син, иако го убиле и Стефан, продолжува на некој начин милоста. Господ продолжува да биде милостив и трпелив, но што од тоа? Сето тоа било џабе. Вели, Божието трпење кон Ерусалим уште повеќе ги утврдило евреите во нивото упорно непокаяние. Во својата омраза и свирепост кон Исусовите ученици ја отфрлиле последната понуда на милост. Тогаш Бог ја повлекол од нив својата заштита. Престанал да ја задржува моќта на сатаната и на тој начин народот останал всушност во рацете на водачот што го избрале. Тие така се избрале, тие така сакале. Евреите ја презреле Христовата милост што им би им дала сила всушност за да ги победат своите грешни страсти и сега тие ги победиле нив страстите. Сатаната разбудил кај нив најужасни и најниски похоти. Не расудувале повеќе, станале безумни, како Навуходоносор, сегават, што му се случува. Со нив управувал нагон и слеп гнев,
станале сатански свирепи. Во семејството, како и во народот, во повисоките, како и во пониските слоеви, насекаде владеела недоверба, злоба, завист, неслуга, бунт и убиства. Неверојатно. Какви страшни сцени, може да ги замислиме само. Никаде немало сигурност. Пријателите и роднините меѓусебно се предавале. Пазите, ова се слики што во иднина ги се случуваат, сцени кои што во иднина ги се случуваат. Родителите ги убивале своите деца, а децата своите родители. Меѓу Божиот народ. Народните управувачи немале сила да владеат со себе си, нивните страсти ги правеле тирани, хаос, затоа што е отфрлена милоста и на крајот доаѓа казната. Уништен Иерусалим. По кој пат? Господ е трпелив. Господ ја држи отворена вратата и кон цркви. Иако допрво ќе зборуваме за малиот рок, односно за католичката црква, среде тој среден век, односно целите тие 1260 години, знаете, Господ што се трпел? 100 милиони луѓе биле убивани, гонети, прогонувани заради својата вера. И Господ сето тоа го трпел. Господ бил милостив. Господ нудил светлина доволно преку реформаторите. Еве, денеска е ден на реформацијата. Така велат, па има некој збиднување таму во... Не, 2 ноември е денеска, па не знам, така, како и да е. Како и да е, меѓутоа, каде отиде таа реформација? Каде се тие реформатори? Што се случува всушност денеска со реформацијата, го погледнеа? Некако сите, како да имаат исти глас, како да се едногласни, зарем тоа не ви личи на Откровение 17 глава. Сите влегуваат во едно семејство, во екуменизам. Нема веќе протест. Нема никаква реформација. Да. Но, еве кој станува збор за малиот рок, Откровение 2.21, значи за католичката црква, станува збор за цела црква сега. Откровение 2.21, пораката до Тијатир, од црквата до Тијатир, токму одговара на тоа време. Значи, Откровение 2.21. Што вели овој стих? И дадов време да се покае, но не сака да се покае за своето блудство. Зборувавме за блудството на Вавилон, цела една тема. За блудствувањето со царевите, со политичарите, со владетелите. За сите тие гнасоти кои што се дело на тоа вино вавилонско, со кое што се опијани целиот свет, целиот народ, цели нации. Господ ти даде време да се покае, но не сакаше. А Господ со сила не изнудува покаяние. Тоа не е покаяние. Ако биде со сила изнудено. И 1260 години, знаеме дека 1798 година смртна рана е зададена на католичката црква, но тој не е крајот. Знаеме дека таа се зацелува, денеска баш живееме во тоа време. Крајната екзекуција, не само над овој првиот звер, за кој што ќе стане збор, ќе зборуваме во нашата серија, и кој што ние многу јасно ние и знаеме, меѓутоа почнува да не им станува јасно на мнозина кој е првиот звер, па кој е вториот звер, како да Библијата сега станува нејасна. А беше со векови јасна. Беше јасна и на Мартин Лутер, и на еден куп реформатори кој е првиот звер, кој е вториот звер. Дури во наши редови денеска почнува да станува нејасно кој е првиот звер, кој е вториот звер. Зошто? Одговорот е едноставен, затоа што си подаваат раце еден на друг. Па не смеат да говорат еден за друг. Затоа реформацијата ја нема денеска никаде. Протестантизмот го нема. Што вели 17 глава Откровение, од 12 до 16 стих? И 10 рогови што ги виде, тоа се 10 цареви кои уште не зацаруваа. Ова е новиот светски поредок, ова е новиот систем, за кој што знаете ли, некоја следна сабота ќе зборуваме за тоа, Малаки Мартин, еден од инсайдерите католички, чи језуита, има напишено една цела
катаклизмична, така да кажам, книга, Клучевите на оваа крв, која што јас ја набавив уште доека бев во Шведска, ми се чини, во која што тој вели дека сите оние кои што се под своите 70 ќе бидат можеби сведоци на устоличувањето само на, а пазете, тоа говори во 1990 година која пишува книгата. Тогаш и вели на луѓето, тие што се под своите 70 ќе бидат барем сведоци на устоличувањето на оваа светска власт, а оние кои што се под своите 40 со сигурност ќе живеат под нејзина юрисдикција, мислам и целосно владење. 1990 година. Тогаш јас бев под своите 40, сега сум малку над своите 40, значи јас и еден куп од вас тука ќе бидеме сведоци на ова. Се уште не зацаруваа, меѓутоа ќе зацарат и ќе ја примат царската власт со зверот за еден час. Фала му на Бога што ќе биде за кратко. Господ ќе ги скрати деновите. Овие се исто мисленици. Пак ќе му ја предадат својата сила и власт над зверот. Овие ќе завојуваат против јагнето, но јагнето ќе ги победи на чија страна сакате да бидат. Јагнето ќе ги победи, зашто тој е господар на господарите и цар на царевите, а со него се повиканите, избраните и верните. И потоа вели 10 рогови, 16 стих, што ги види и зверот, тие ќе ја замрзат блудницата и ќе ја направат пуста и гола и ќе го изедат месото и ќе ја изгорат со оган. Зашто Бог им даде во нивните срца да ја исполнат неговата замисла, да действуваат едномислено и да му го дадат своето царство над зверот, доека не се исполни Божието Слово. И што ќе им се случи? На првиот звер, вклучувајќи го и вториот звер или лажниот пророк, односно протестантизмот. Што е со протестантизмот? Еве, спомнавме за католицизмот. Што е со протестантизмот денеска? Каде е протестантизмот? Колевката на слободата, на религиозна и било каква слобода, Соединетите Американски држави, каде се тие сега? Што се случува со Соединетите Американски држави сега? Слободата веќе ја нема, полека и полека се укинува еден ден, ќе дојде ден и кога Господ веќе нема да трпи, кога ќе заврши милости за таа голема нација, Соединетите Американски држави, кај што спас најдоа многу реформатори. Кога ќе прозбори тоа јагне, тој звер налик на јагне, ќе прозбори како змев. И ќе се донесе неделниот закон. Ќе се ускрати религиозната слобода. Господ тогаш веќе нема да трпи. И заедно, и зверот, и лажниот пророк, што се вели во Откровение 19 глава, 19 и 20 стих. И го видов зверот и земните цареви и нивните војски, собрани за да војуваат против оној кој седи на конјот и против неговата војска, против Исуса Христа и неговата војска. И зверот беше фатен, заедно со лажниот пророк, отпаднатиот протестантизам, Вавилон. Рековме дека тоа е систем, тука не влегува само католичката црква. Зборам како систем, папскиот систем. Секаде има Бог своји верни чеда, од секаде ќе си ги повика, ќе си ги издвои. Но, и зверот беше фатен, заедно со лажниот пророк, кој правеше чуда пред него, со кој ги заведе оние кои што ја примија ознаката на зверот и кои се клања на неговиот лик, и обајцата беа фрлени живи во огненото езеро што гори со сулфур. Кое што патем речено, предходните предавања, кои се сетите, беше предвидено за кого? За ѓаволот и за ангелите паднати. Никако Господ не предвидел пехол, така наречено под наводници или огнено езеро, за луѓето. Господ дојде за да го спаси народот, за да го спаси овој свет. Но, секој сам се избира. Читаме во Езекијел 1 стих, 16 глава. Езекијел 16 глава. Иако пророкот Езекијел зборува за гревовите на Содом, но ова многу одговара на денешните Соединените Американски држави. Езекијел 16 глава, 49 и 50. Еве ги беззаконијата на твојата сестра Содом. Горделиво, во изобилство на леп и безгрижно живееја таа и незините керки.
а сиромашните и бедните не ги помагаа. Се возгордеа и правеа гнасоти пред моите очи и затоа ги сотрев како што виде. Чи Содом, меѓу гревовите на Содом, покрај содомијата, покрај хомосексуалноста, еве што имало, не било само тоа. Што читаме? Живот во изобилство на леп. Безгрижно живење. Зарем не се тоа Соединените Американски држави, кои што живеат на товар, на цел свет? Па самите сме сведоци, не сме толку глупави за да не сватиме откако тие го освоија Ирак долу тамо Афганистан, скокна цената на нафтата. Нагло. Зошто? Па за да и јас и ти, јас не возам кола, ама сите кои што возат, им ја плаќаат војната на американците, им ја платат војната, наравно. Но меѓуто и покрај сето тоа, крајот им се ближи. Мислам, жално е, нели, за народот, не зборуваме за народот, зборуваме за тие системи. Затоа што и покрај сето тоа, тие се 15 трилиони долари во долг. И кога тогаш тоа ќе пукне, па се сеќавате оваа есен, дојде, во последен миг се спасија. Како се спасиле? Како може да се спасите од задолженост, со тоа што ќе се задолжите уште повеќе? Ете, тоа го прават, тие постојано го подигаат, вели тамо таванот, да кажеме, горното ниво на задолженост. Републиканците во случајот беа против, па некако изнајдува начин, барем привремен спас за 1-2-3 месеци, со тоа што повеќе ги се задолжат. Не сме толку прости за да сватиме да кадеш сето тоа води. Земете од лично искуство, ако сте задолжени, како ќе се избавите од долгот со тоа што уште повеќе се задолжите? Бесмислено е тоа. Како и да е, Господ е милостив кон цела една нација, кон црква, но гледате дека крај има на неговата милост и за црква, и за нација, и за цел свет. И сега кога станува збор за црква, што е со адвентичката црква? Дали можеме ние наликуваме како евреите во Христово време, кога се удирале во гради црква Господова, односно и претходно го велеле тоа, црква Господова, тоа сме ние. И точка, Господ решил, рекол, тоа е црква Господова и точка. Без никаков услов. Видите што веле еден цитат? Црквата на адвентистите на седмиот ден се мери на мерилата на светилиште, во светилиште. Онаа мерка. Познаете, мерката е таму, мислам, законот Божи. Моралната мерка за секој од нас и поединично, и за црква, и за нација. Неизе ќе биде судено според предностите и можностите кои би беа дадени. Ако незиното духовно искуство не биде сообразно со предностите кои Христос и ги дал по бескрајна цена на чинење, ако примените благослови не ја оспособиле за делото кој е доверено, неизе ќе биде изречена пресуда, си се нашла лесна, како и за Вавилон, што читавме. Значи, ако, условно. А што се случува денеска со адвентизмот? Може би ја слушнавте најновата вест или барем оние кои што баратаат повеќе по интернет. На 27. октомври, значи минатата недела, за прв пат е избрана жена председател на една наша конференција. Станува збор за Југоисточната Калифорнијска конференција. Изгласана е жена за председател. И тоа без одобрение на генерална конференција. Дори самиот Тед Вилсон, председателот, се јавил неколку часа пред да се гласа и им рекол, вие може да ја изгласате, меѓутоа нема да биде одобрено гласањето, ниту пак таа ќе биде прифатена како званичен председател на таа конференција. Но тие и покрај тоа со огромно мнозинство, 75 на 25% против, мислам така нешто беше, ја изгласале. Кој знае кој што води сето ова? Цели конференции веќе покажуваат непослушност кон генералната конференција. Се внесуваат работи кои што веќе се вообичаена пракса со години наназад во другите протестантски заедници. Да не зборуваме за многу други
гнасотии, нема друг збор кој што веќе се дел од црквата. Вавилонските гнасотии влегоа и во адвентишката црква. И што мислите, Господ тоа ќе го толерира вечно? Значи, треба да се запрашаме, дали може би еден ден нема да заврши времето на милости за адвентишка црква? Што сме ние посебно ние? А ако бидеме самокритични доволно искрени, ќе сватиме дека ние ја повторуваме историјата на евреите, на израелците. Не сме ништо подобри. Значи, црквата на адвентистите на седмиот ден се мери на мерилата на светилиштето. На истите тие мерила, на кои што се мери секој еден од нас, секоја нација и целиот свет. Да не се занесуваме многу. И на крајот доаѓаме кај времето на милоста за секој од нас поединечно. Тоа не зависи од црквата во која што сум јас член. Не зависи од нацијата во која што живеам. Времето на милоста за мене лично зависи само од мене. Дали јас ги слушам тие повици на Духот Свети за покаяние? Дали јас сум покајан од секој мој грев? Дали јас се сум оставил се што треба? Дали јас целосно сум му предаден на Христа? Дали јас целосно ја творам Божјата волја? Тоа се прашање на кој што секој од нас треба да одговори. На крајот на криштата, знаете ли кога завршува времето на милоста за секој од нас? Ние не можеме да знаеме, меѓутоа со сигурно завршува тогаш кога ќе склопиме очи. Ако тоа се случи во нашиот живот. Кога ќе умреме, тоа е крајот за времето на милоста за секој од нас. Нема поправка понатаму. А кој од нас знае кога ќе склопи очи? Ќе заспие? Никој. Кој ни гарантира дека ќе бидеме живи до утре? Кој ни гарантира дека утре ќе видиме бел ден? Тогаш прашањето останува. Дали сме спремни? Видовме, Господ, значи како што видовме од првиот цитат, ја има сметката за секој од нас, ја има сметката горе, и за цела нација, и за цела црква, и дава одреден период на милост, но ако ние, како што вели овде, сето ова го прави Господ за да безбожните нации, за да секој од нас дојде до покаяние, како што еве, на крајот ќе прочитаме тој стих во 2 Петрово 3 глава. 9 стих. Господ не го забавува тоа што го ветил, како што некои мислат за тоа бавење, туку го покажува своето трпение кон вас. Зошто не сака некој да пропадне, туку сите да дојдат до покаяние, со тоа и до спасение. Но, тоа долго трпение негово, како што кажавме, пак ќе кажеме, има крај. И за цели нации, и за цели цркви, и за нас поединечно. За да не се случи крајот во нашите животи, да ние бдееме секојдневно, да ние се само испитуваме, затоа што и без друго живееме во времето на Јом Кипур. Времето кога се разгледуваат случаевите горе во небесното светилиште и сите сме ставени на мерка. Не даде Господ да се најдеме лесни, како што се нашол Валтазар, како што се нашла цела таа вавилонска нација, па и еве Израел, и во Стариот Завет, и во Новиот Завет, евреите, како нација, иако има се уште милост за поединечно, и за евреите, и за секој од нас. Нека Господ ни помогне да навистина ја сватиме озбилноста на ова време во кое што живееме. Господ дава спасение, и спасението е дар, но што може тој ако ние не сакаме? Ништо. А светлина имаме. Ако некој има повеќе светлина од нас, има ли некој повеќе светлина од нас, од адвентишка црква? Нека Господ не биде милостив и нека ни помогне да навистина ја твориме неговата волја и живееме еден богоугоден живот. Се до самиот крај на нашиот живот или пак, јас верувам, се до скорешното Христово доаѓање. Нека му е слава на Господа за сета негова милост и љубов кон нас и трпение што се уште има. Амин.